Ако сакаш кокошката да ти носи јајца, тогаш мораш да го трпиш и нејзиното кокодакање. Добро вечер. Добро вечер. Синко! Јас сум, тато, јас сум. Леле, сине, добро дојде! Добро ден, најдо. Ајде. Ајде, сиди, раскомоти се, ајде. Се раскомотам. Не ти се јавев, извини, ама сакав изненадување да биде, да ти изненадам за стара нова година. Леле, Фати какво по пријатно изненадување, бе, сине, бе. Леле, бе. Ама тоа не е сетата. Што? Па не се вратив само за стара нова година. Се вратив за стално. За стално? За стално, да. Леле, Господе, фала ти Боже што ги слуша моите молитви. Да не остане без работа. Не бе, не сум останал без работа, каква работа. Него седнав, направив ЕСАП. Ја таму програмер сум, нели, работам, заработувам 4000 евра месечно. И си викам, што кој мој ја тука ги трошам пари? Него на германците ќе им ги пунам чеповите. Викам, ќе си работам ремоут од Скопје. Седнав со менаџерот, направив момент, викам, дали може од Скопје да работам? Викам, нема проблем, може. Ми дај, дозвола си фатив авионче. И сега бе, тука ќе си живеам у Скопје, ќе имам германска плата 4000 евра, ќе живеам ко цар, шо? Леле, сине, да знаеш колку сум среќен, срцево од радост ќе ми пукне. Шекер и вода да не сакаш. Бе, каков шекер и вода, бе, сега има да нарачам шампањ, вино, пиво, ракија, прасе, 3 дена има да пиеме и да јадеме, бе, леле, како си ме изненадил, колку сум возбуден. И забореве да од возбуда прашам, мајка ти каја, сигурно и она има некој изненадување за мене, а? Па не баш. Она не се врати со тебе? Не, мама остана во Германија. Како бе остану Германија? Е, по зова ќе ти треба шекер и вода, тато. Како да ти кажам, сега, нели, она пред 3 недели дојде кај мене во Хамбург. И на почетокот јас ја шетав низ градот. Ја шетав и после имав работа и не можев веќе да ја шетам. И она почна сама да се шета и така шетајки се сама се запознала со комшијата Ханс од другата зграда и се запознали и почнале заедно да се шетаат, па Ханс ја носел на пијачка, на кобасица и тоа мама остана кај Ханс, пошто Ханс е стар ерген. Се зезаш. А не се зезам, бе, тато. И изборев, викам, дај ме, не се глупирај на стари години, сега вакви глупости ги правиш, викам, дај врати се со мене, вика, не! Македонија е за мене минато. Остана. Тоа е, тато. Тоа е тоа. Јас сум повратник. Мама остана таму сега. Таков късмет си имал. Што ја ти правам? Ај, дај ми шекер и вода. Одма ќе донесам шекер и вода. Добар си? Ајде. Сега ќе донесам. Добро вечер. Со 3 мудри глави вечерва ќе разговараме на тема Мадуро, Венецуела, Америка. Господјо, што ќе кажете за ситуацијата? Па што да ви кажам сега, нашите стратешки партнери го направија тоа што требаше да го направат, ама најискрено да ви кажам, јас сум малку подуплашенка. Зошто? Како зошто? Денес Венецуела, утре Данска и Гренланд, задутре Македонија. Чекај да, господје, па ние немаме нафта како што има Венецуела. Ние немаме нафта, ама имаме злато, имаме рудници, имаме фотоволтаици и сонце, имаме најголемата америчка амбасада у регионот. А зашо е најголема? Затоа што може ние сме следни на ред за апсење. Чекајте само малце. Мислам дека муабетов ви е надреален. Баш вас двајца ќе ве апсат? Абе не е надреален, он е многу реален и мене заради тоа сон не ме фаќа. Еј, мене сон не ме фаќа. Видите кај подочњаци, абе до колена ми се подочњаците од тоа што сон не ме фаќа. Да. Страф, а? Да. Добро, вие двајца се плашите. Влад господине, дали вие се плашите? Не. Што бе да се плашам, бе? Што да се плашам? И тој Гадуро, сам си го тражал он. Чекајте, не е Гадуро, Мадуро е. Он за мене е Гадуро, дрога, наркотероризам. Не може бе така више, не може. И американски брат рекол готово више. И му се искрцале у Каракас, лисици у рацете и го носеле. Тоа е, го апсиле. Мислам, кој ќе му кажува не на Трамп, че го папа
и во затвор графче си лапа, тоа е тоа. Па јас, не сестра, јас од тоа не јадам граф, од тоа многу се плашам. Госпожа Трамп не ни знае која си ти да ти кажа. Не знае, не знае. Он тачно знае кои сме ние двајца. Тачно знае и затоа се плашам, имам страв од секој звук што ќе го чујам, од квичење на вратата, од шкрипење на кваката. Мислам, јас се мислам дека федералци доаѓа да мене. Што ви е бе, ове полега бе, абе, тама ми е свирка на телефон. Телефон ми звони, ало, еве, мајка ме пора, сега ќе му требам. Абе, фризурата си е Ало. бе. Да. Еве, ви поздравувам мајка ми. фала. Ме гледала у телевизор, многу сум бил убав. Фала. Ајде, Што се покаже? Абе, ненормален бе. Абе, веќе се видов у затвор бе. Не си тачен бе. Добро, еве да ја заклучиме нашата дебата. Значи, почитувани гледачи, Македонија, Европа и светот ги чекаат големи искушенија. Не чекаат многу стравови и многу немирни времења, бидејќи ние не знаеме што ќе му падне на памет на... Абе, бе, што мој телефон бе, ало, што се плашиш бе, не се плаши, полека, ало. Еве, ќе го гасам сега, полека, еве, го гасам. Дай го бе на сайлент бе, да не ти... Што бе па телефон? Што? Ало! Алалда ти е, мајмун еден, Ама ќе алалда го ти е. зимам, имам друг телефон со бомба, ќе ти го донесам, тој што прави бомба. Добро. О, бе, ми испуси. Охо, Саше, ајде за многу години, среќна нова, среќен Божиќ. Среќни на Добар тебе, си? среќен Божиќ, па Thank поише you. берите тоа и поише да работите. Ајде бе, Саше, бе, од кај го избаци село, поише да работиме. Не за џабе нашиот народ рекол, џабе седи, џабе не работи. Не рекол баш така, поговорката обратно е. Џабе работи, џабе не седи, за да не ти никнат корења на град. Ајде бе, доста измислуваш свашта. Слушај се, не вида дека си изчукав? Да. Значи, одма сега фаќам штрафта, идам у кафанче да дрмнам една шкембе чорбица и една ракијица. Добре, не се јаде и напил на празников? Не. Дали ти знаеш дека мојата жена е вегетаријанка? Не знаев. 10 дена, ако ми веруваш, Саше, јас сум ти на пасење трева. И затоа сега идам правец у кафана. Ајде. Ајде, на здравје. И прв ден на работа имам фаќа кривина, бе, шо народ ќе беше ова, бе. О, здраво, Кристина, ајде, среќна нова и Божик. Фала. Среќна нека е, како помина за празниците? Па добро, нарпев дежурен за нова година, посем дома, а ти? Јас и маж ми и друштвото бев му Атина, се изнагледавме камења. Маж ми да ти кажам, поише го интересираат камења и споменици, отколку женски цицки, он е археолог по професија и тоа му е пасија. Што да ти кажам? А шо имаш у Ти кесава? па како гледаш, сега ќе ти покажам. Ова е family business. Ова е ticket to ride. Patchwork. Ова е Тукурлен Тауер. Еви пачворк и тоа. Ау, Чекај. ова игрици си купила за децата за нова година? Не бе за децата, за мене се како за децата. Тие ми се стари, ги донесов денеска затоа што сум прв ден на работа да играме со колегите, немам намера ја да работам глупости. Добро, колега. Чао, чао. Но и фаќа кривина. Ова ќе си играла игрици овде. На работа бе, шо народ ќе бегне, бе, како не топи оваа држава, бе, види го. Каде бе ти, ало? Полека бе, не се дериш, што се дереш глава да ми бучи. На работа каде, шо каде? Па со кебе и јас тук на работа, бе. Леле, за празници, бе, сум се изнајал, сум се изнапил. Ти кажам, право, пече журки бев, не можам више. Не можам више, двајца чекав да дојам на работа, моце да одморам, да дремнам моце, сега ќе си го ставам перничево на биро, ќе венцево, ќе се покривам, ќе си легнам, ќе си заспијам, да ти кажам, право моце да се опуштам. И ако некој те бара, не си овде, а? Браво бе, колку си паметен, дој учело. Бегај, бе, бегај, пијан дуро една учело мртвец се бацува.
Не се дери, бе, полека, малце главата ми бучи. Ајде. Полека, долу си глас. Ја не знам ова Македонија како не трпи бе со овоку линчуги, не знам кај е нашата иднина. Изгледа само јас работам. Нече мочи ове ночи. Они лешпери ја. Епа, колеги, јас донесов лепче за Василица да го вртиме, сега уште газдата да го викнам да дојде и да вртиме. Добро е. Ало, газда! Лепчето за Василица е тука, само уште на тебе се чека. Дојде за една минута? Ајде, газда, се гледаме. Дојде за една минута, значи, колеги, се договоривме за паричето. Уживај бе, 100 пати кажа, уживај, ке све. Колешке кај тебе за бадник, кај кој се падна паричето дома? Абе, јас сакав да биде кај децата да се падне, ама ете се падна кај мене. И јас мислам дека оваа ќе биде женска година за Македонија. На клиника, нели се роди Евгенија. На клиника Чаир 2 девојчиња близначки, значи ќе биде женска година за Македонија и кај мене да не заборавиме, плюс се падна паричката. Значи, променлива, тензична во циклуси. Зашто? Зашто? Такви сте вие жените, променливи. Де се смеете за 5 минути, плачете, со вас увек е тензично, како да кажам. Ти поарен да не си. Па шо? Поарни ли сте вие Не се мажите? лути. Што не се лути? Кај тебе, мали, кај кој се падна? Кај мене во кариера и знаење. Еј, И за тоа има, за кариери и знаење. Леле, Тоа е сега најмодерно, бе. па не сме знаели. Ајде, здраво, живо, добри сме. Ајде да кршиме, имам многу работа. Може да почнеме, Може, газда. може. Ајде. Значи вака, газда. Ајде. Ова првото парче е за Господ, Богородица и Свети Васили. Добро, второто парче за тебе, газда. фала многу. Третото за мене. Голема чест. Четвртото за Ѓуро. И па добро, тоа е што ова петово е за мене. Добро. А ова шестово го крстивме зголемување плата. Значи, ова парче е за зголемување на платата во 2026 година. Те разбрав и првиот. Еве, нека стои тука, во Нема студио. потреба да ми повтараш, окей, нека стои. Добро, може сега да провериме. Можеме, Ајде да можеме. провериме. Ева. Кај мене не. И кај мене не. И кај мене Кај не. мене не. Кај мене нема ништо. Чекај сега ја да проверам ова што е за Господ, Ајде. Богородица и Свети Ајде. Васили. Тука да не е. Не е Најубаво тука, ќе биде не е таму тука. ако се падне. Ајде, Ај, мали види тука за покачување на плата во 2026-та. Еј, колку. Газда, ајде, честито, подај рака Париче. за покачување на плата во 2026-та. Ајде, газда. Ајде. Нема проблем. Ајде. Деве, газда со шипак ли ќе не поздравуваш да му се не види. Чекајте малце. Ова не е шипак. Не шо е? Ова е проблем. Ова е реума, другарчиња мој. Вие сите знаете дека јас патам од реума, така? И са бајле си станувам, се беше во ред. И некаде околу 9, прво кичмата, леле како ме стегна, онака ме исчива тука одеднаш. И после 15 минути си ги гледам прстиве, трите овака прсти ми се укочиле. И тоа сакам да ви кажам, ова не е шипак. Испив лекове, џабе. Сега за 5 минути мора да испијам втората тура. И да ви кажам една работа. Нема ништо полошо од старост. Гледате што ми се случува. Гледате. Така што ќе ми извините, сега мора да идам да го испијам второ тапче. Ајде пријатно. Пријатно. Колеги, бе. Со други зборови, шипак ќе добиеме покачување на плата во 2026 година. Бати сте го цефало, бати. Реума фатил, нема грешка. 3 години нема покачено, бе, ваков, бе. Тапа, Абе ми соди, ја и лепче и седам се не. Извини, една минута само нешто да ти кажам. Кога бев дете, малечок, имав една касичка
и во неа си собирав ситни парички. И кога и да ги броев тие ситни парички, секогаш си викав, кога ќе пораснам и кога ќе почнам да заработувам мои пари, никогаш нема да трошам на глупости. И еве ме сега, имам 28 години и вчера си купив прдеж во лименка. Опа! Ова беше јако, баш го исцепа. Ова ми е омилено. Ај друг пат ќе правиме ова. Другарче, 2 недели се немаме видено. Ајде, среќни празници. Среќна нова Божик. Колку е релативна работа ова времето. 2 недели помина, уствари цела година помина. Сега, ако мене прашаш, ова ќе биде полош од минатата, а подобро од идната година. Иначе, како си ја поменав, не знам дали си го гледал оној филм, еден секој утро се будеше и све една иста работа му се дешаваше, така и на мене. Дента за нова година, бев еден другар у кафич, ги дочекував, испраќав гостите, па едно цедено грозие, второ, трето, четврто, десетто и така до кај 6-7, кај 6-7 отидов дома, мезнав со моите, 10 ми се приспа, легнав, се разбудив кај 12, телефон ме разбуди, пораке овона, вратив на честитките и па се превртев, легнав сабајлето, се будам, леле, мори мајко, киселини ме убија. Станав се, честитав со моите и сикам, Љуро, ајде, терај клин се клином избија. И отидов, пак е другаров у кафич, едно цедено, второ, трето, четврто, петто и така секој ден до бадник. Една бадник сменив на греана вечерта. И сабајлето, па, се разбудив, па, леле, мори, мајко, ти текнува некој секвенци, што си правил глупости, овкаш, честитав, Христос се роди, вистина се роди. И така, другарче, си направив глупости, ама тоа не е прочка, ама нека ми простат на тие што сум сгрешил и тоа. Него каде за стара нова година? Љубомир Бубе Домазетов е децениски моторџија, тоест влюбеник во пловењето на 2 тркала. Неколку пати ја шетал Европа, а минатата година му се оствари сонот за кој мечтае секој што носи кацига. Скопје Нордкап. Нордкап е најсеверната точка на Европа. Значи, тоа е сонот на многу моторџи, или во превод би кажал, тоа е како Монт Еверест за планинари. Нордкап е најсеверната точка на Европа и после тоа има 2000 километри до Арктикот, до Северниот пол. Самиот споменик на Нордкап е границата, каде што е копното, веќе нема копно, и под споменикот се наоѓа Арктичкиот океан. Добро, време е да тргнеме на ова патешествие. Тргнав првиот ден до Будимпешта, 800 и кусур километри, 830-850 километри до Будимпешта, па потоа одев транзит низ Словачка, стигна во Полска, во градот Лублин. Од Лублин возев до Каунас во Литванија, потоа од Каунас возев до Талин, тука поседов 2 дена и се качив на траект за Финска. Траектот е од Талин за Хелсинки, се патува само 2 часа. Одлично искуство. Потоа влегов во Финска и правец према север. Понатаму оде во селото на Дедомраз, тоа е познатото Рованиеми. Какво е селото на Дедомраз? Тоа е магнет за туристи од цел свет. Тамо се наоѓа главната пошта на Дедомраз, каде што луѓе од целиот свет ги пишуваат своите писма, желби и пораки до Дедомраз, но многу интересно е што има една просторија каде што можеш директно да се сретнеш со Дедомраз. За жал, јас не бев во таа просторија, бидејќи бев ограничен со времето. Илјадници туристи, сувенири, божикна музика. Писменце дали му остави? Писменце задолжително, со желби. Македонија да влезе во Европска унија, претпоставам. Не мислев на политика кога возев. По посетата на Финска, Бубе се упатил кон Норвешка, каде се наоѓа Нордкап. Возев поред Баренцовото море, кое е најстудено море во Европа, и пред самиот Нордкап има прочуен Нордкап тунел,
кој што се спушта 212 метри под морското ниво и чувството е феноменално. И конечно Нордкап. Во јули таму го сочекале само 6 степени. На 6 степени, дали од преголем адреналин или од преголема возбуда, температурата од 6 степени не делуваше на мене. За време на патувањето, Љубомир поминал низ 10 држави, а дневно возел меѓу 300 и 600 километри. Спиел по мали хотелчиња, обезбедени уште во Скопје. Вкупна целата километража беше 9000 километри точно. Секоја вечер јас си правев колегиум буквално сам со себе, си правев план за наредниот ден. Знаев кога ќе тргнам, знаев каде ќе правам пауза. Кој град ти остави најубав впечаток? Многу ми се слични балтичките земји, поготово старите градови. Почнувајќи од Каунас, Талин, Рига, Вилнус. Сите тие ми се слични градови, нормално со различна историја, меѓутоа срцето на градот на сите овие места е стариот град. Рига би ја издвел, бидејќи некако ми беше посебна со реката Даугава, која што е многу голема река и се протега низ самиот центар на градот, со едни фасцинантни мостови и гледката е феноменална. Имаат одличен јавен превоз. Се е тоа, мислам дека е совршенство на град кој што би сакал повторно да го посетам, но овој пат туристички и на некои си 3 до 4 денови. Сега неколку куриозитети. На враќање од Нордкап возев по сртот на Норвешка, имав 240 километри до моето следно ноќевање. Градот се викаше Алта, се вика се уште. Возев 2 часа сам. Значи патот, толку прав пат јас немам видено. Кога почнав да возам по патот, се надевав дека ќе сретнам некоја кола, да се разминам макар. Меѓутоа тоа траеше долго време. 2 часа немав ниту една кола. Во тој момент ме обли малце језа, беше малце језиво. Погледот ми беше во GPS-от кој што го имав. Добар момент беше што километрите се намалува. Добар момент беше што моторот совршено се однесуваше и најдобар момент беше што имав бензин. Видов еден рибар кој што ловеше риба сам во таа пустелија и ирва си на секој чекор. Меѓутоа моментот на самотијата не беше сеедно, ама траеше 1-2 часа и првата кола, потоа многу се радував. Многу интересна случка беше во Литванија. Тргна во 8 од сместувањето, само што тргна во 8:30 полициска контрола на магистрален пат. Не знаев што се случува, меѓутоа пред мене имаше камион еден и колку што можев да го дзирнам од пред мене, нешто му даде во кабината на камионот, ама не знаев што се случува. Дојдов јас на ред, ми дава апарат за дување. Збунет. Не можам да поверувам, во 8:30 мене ми правее алкотест. Во тој момент да, го направив тоа, викам добро, окей, меѓутоа како што се оддалечив, почнав сам да се смеам. Во 8:30 они прават алкотест на сите учесници во сообраќајот. И си викам, замисли колку пијат овие луѓе. Чим во 8:30 прават алкотест. Се запознал со едно чудо колеги мотористи. Интересно е кога возиш на вакво долго патување, на секоја бензинска пумпа се сретнуваш со случајни моторџи од различни земји од светот, можам да кажам. Меѓутоа, со самиот поглед, вие сте сите пријатели. Вие сте сите како да се познавате цел живот. Имате обострана насмевка. Значи, веднаш настанува прашање кој од каде ќе оди, дали одите во исправец и споделувате искуства од различни дестинации. Би ги издвел моментите со сретнување на еден брачен пар од Канада, кој што на свој 70 на години патуваат со 2 мотори и патуваат низ Европа. И спијат во шатор. Средба со холанѓанец кој се сретнавме во Полска, исто така на бензинска пумпа, сам, како мене, меѓутоа човекот не знае каде вози. Каде ќе водиш вечерва, не знам. До каде можам, до тамо ќе возам.
имаше желба голема да патува во Ирска. Дали европејците патуваат со големи и моќни мотори? Не, баш напротив. Станува збор за 2 тркала, а моторите се многу стари и тие не се секираат дали, не се грижат воопшто дали ќе им се расипе моторот. Затоа што на првата бензинска сретнував многу веспи. Веспи, ама ако ви кажам веспи, од 50 кубика, тие се многу мали веспи, тргнати од Италија, на секоја втора бензинска менуваат гума, бидејќи им се дупнува гумата. Како на еден му се дупнува гумата, има 10 веспи околу, кои што сите му помагаат, а притоа сите се насмејани, сите се весели, сите пеат. И затоа додека возев не се плашев. Знаев дека ако нешто ми се случи, доволно ќе биде да кренам рака и некој ќе ми помогне, вели Домазетов. Посебна сорта сме ние авантуристите, додава тој. Одиме со уште една случка. Шетајки се низ Рига, во Рига и во Талин изнајмував тротинет и локално се шетав со тротинет. Меѓутоа, на ранецот ми беше и дронот, со надеж дека некаде ќе снимам некои снимки со дрон. И така и се случи во Рига. Снимав некои си 3 минути и оддалеку гледам двајца полицајци трчаат кон мене. Меѓутоа, искуството ми вели дека трчаат баш према мене, дека нешто правам што не треба да правам, а со оглед на тоа дека имам искуство во летање со дрон. И луѓето беа максимално коректни, ме замолија да го спуштам дронот и да ми кажат дека сум во зона каде што се наоѓа резиденцијата на претседателот на Летонија. Луѓето направија записник, кој што подоцна ми го пратија на мејл, го добив и со едно помена дека да не ми се повтори повторно. И многу интересно, на крај се поздравивме, ги прашав дали може да искористам снимката за социјалните мрежи, без никаков проблем ми дозволија. Цело време додека патувал, Бубе снимал. Впрочем, камерата е неговата професионална дружка. Сакав да го доловам, да ја доловам мојата емоција, сакав моето чувство, мојата среќа, мојата возбуденост. Направив 10 епизоди од тие 20 дена патување, ги постирав на мојата социјална мрежа, значи имам Facebook профил Љубомир Бубе Домазетов и на мојот YouTube канал Бубе Домазетов. Секој четврток и недела, со почеток во 20 часот, можете да ги видите премиерните интернет приказни на Љубомир. Но, тука не е крајот на ова патешествие. Другарите за неговиот 60-ти роден ден му изработиле книга. Тоа ми се пријатели, другари, повеќе од 30 на години, ако не и 40 години, со кои што си делиме и добро и лошо секогаш. И мојата желба беше во разговор со нив дека сакам да издадам и книга. Меѓутоа они, тоа им поминало низ нивните глави и се договориле и за мојот јубилеен роден ден ми ја подарија оваа книга, која што за мене беше едно такво изненадување. Фотографиите во книгата се лично негови, а текстовите се извадени од Facebook статусите. Од секогаш сум се прашувал, дали додека човек јава мотор е концентриран само на патот или може да ги пушти мислите да роварат во непознато. Во ниту еден момент не смееш да се исклучиш. Цело време си присебен. Јас цело време зборувам на блиски луѓе околу оваа тема, дека кога патуваш сам, си сам со себе и не ти е дозволен ниту еден кикс. Мораш да внимаваш на патот, на моторот, погледот ти е во асфалтот, дали е мокар, дали има песок, дали има масло. Ако почнеш да размислуваш за некои други работи, концентрацијата ќе ти отиде на друга страна и тогаш најмногу настанува кикс. Имам еден момент кој што е многу интересен, пред моето стапнување на Нордкап ми претрча ирвас на самиот пат, ама претрчувањето беше многу блиску. Доколку малце не сум сконцентриран, белјата доаѓа за многу брзо време. Домазетов ни откри дека за целиот потфат имал безрезервна поддршка од дома. Сите ние живееме под една рачна кочница. Меѓутоа, сите ние живееме со мислата сега не е доволно време, сега имам други издатоци, ајде да почекам подобри времења, никогаш нема да дојдат подобри времења.
самите треба да го направиме идеално времето. Самите треба да бидеме, да се опуштиме и да го живееме моментот. Секој од нас има соодветна желба, одредена желба и секој од нас има сон. Направете го чекорот, остварете си го сонот. Само тоа ќе ве направи побогати. Епа, мајсторе, до некоја нова дестинација, биди жив и здрав, па се гледаме со нови кадри, со нови возбуди. На 14 јануари го славиме споменот за Свети Василий Велики. Живеел во времето на царот Константин. Во Атина ги изучувал филозофијата, реториката, астрономијата и сите други светски науки на тоа време. Во зрелите години бил крстен во водите на реката Јордан, а потоа станал епископ на Кесарија Кападокиска. Важел за ревносен поборник на православието, бил голем зрак на морална чистота, инспиративен богословски ум, устроител и столб на Божјата црква. Сочувани се многубројни дела на овој отец на црквата и литургија наречена според неговото име. Свети Василий се упокоил на 1 јануари 379 година. Во продолжение, за значењето на питата или лебот, што го правиме за Стара Нова година, поточно за Василица. Владетелот на Кападокија бил многу алчен и груб човек и постојано доаѓал со својата војска да го ограбува градот. Кога на Василий му јавиле дека воинот доаѓа, тој побарал од богатите луѓе во Кесарија да го донесат сиот свој накит и златници. Свети Василий го пречекал тиранинот и смирено му го понудил богатството. Воинот се засрамил, не земал ништо и веќе никогаш не се вратил. Свети Василий останал со накитот и златниците токму на новогодишната вечер, не знаејќи што на кого му припаѓа. Тогаш, просветлен од Бога, тој ги замолил готвачите да направат мали лепчиња за верниците и во нив ставал накит и златници. Утредента во црквата, секој човек добил по едно лепче и тоа што секој го нашол било токму тоа што претходно го имал дадено. За спомен овој настан, до ден денес се практикува на денот на Свети Василий Велики да се меси лепче со паричка во него. Првото парче е наменето за спомен на Господ наш Исус Христос, второто за Пресвета Богородица, третото за Свети Василий Велики. За многу години. Ѓорги Тодоровски боледува од спинална мускулна атрофија. Бидејќи живее на спрат од куќа, Ѓорги не може да излезе од дома. Решение има, треба да се инсталира надворешен лифт. Вкупниот трошок за проектирање, изработка и монтажа на лифтот е 4300 евра, пошто Ѓорги ќе може да прошета на воздух. Донациските броеви се 143 125 за корисниците на Телеком и 143 469 за претплатниците на А1. Ви благодариме на човечноста. Не се расправај, само објасни зашто си во право. Пријатно. Пријатно.